сега ќе појасниме со Мартина Грнчаревска, Организација на потрошувачи на Македонија, за конкретно проблемите со кои што се соочуваат потрошувачите, купувачите, нашите граѓани за време на вакви попусти, вакви денови. Јас не би рекол денови, затоа што ние Black Friday го правиме, односно трговците го прават цел месец, може и повеќе. Кај нас секој петок е Black Friday, барем ја имам таков впечаток, нели? Да, како што напоменавте, добро ве најдов, благодарам на поканата. Еве денеска малку потрошувачите повеќе да ги едуцираме на што да внимаваат, особено во овој период на акции наречени Black Friday од страна на трговците, еве кој што слушнавме од потрошувачите, и они не се баш задоволни од она што го нудат трговците, а го ставаат како Black Friday. Значи можам да кажам дека нели сега можеме да видиме дека трговците буквално цел месец ја прават она акција Black Friday, некои ја прават една недела, за тоа што нели нас не е дојдено од Америка, каде што е еден ден, тоа е петок, нели денес, но они нели со најава веќе започнуваат од пред еден месец Black Friday. Е сега дали тие понуди се релевантни, тоа е прашање, бидејќи можеме да видиме дека и самите потрошувачи тоа се жалат еве кај нас што се јавиле да го напоменат, и сите ние како потрошувачи можеме да забележиме дека трговците ставаат една цена поскапа од што била нели од претходно, сега ја намалуваат, но тоа намалување не е она кое што тие го рекламираат 50% до 70%, нели тоа е можеби само на еден производ. Може ли да се стави крај на таа измама, да ја наречеме? Затоа што сите сме свесни, и луѓето во анкетата, и ние овде коментиравме дека кога ќе дојде време за попусти, само се додава повисока цена и со шкрта. Таа генерално останува истата. Нели? Има исклучоци, да не сватат погрешно. Но дали може да се следи, да речеме, пазарот одреден период, еден месец предходно, 2 месеци и така натаму, статистички, па да, нели, после тоа се презема нешто каде што на самите трговци ќе им се укаже дека тоа не е попуст кој што тие го рекламираат. Да, кој што напоменавте, и во самиот закон е предвидено дека акцијата треба да биде намалување на цената која што била пред 30 дена и таа цена да биде намалена, а не цената која што била, да кажеме, пред една недела, ако била покачена, вие не треба да намалите таа, туку таа што била пред 30 дена. И тука крај на оваа измама, нели, на ова што го прават трговци, може да стави државниот пазарен инспекторат, кој ќе врши инспекцијски надзор, но секако тоа е по пријава од граѓани, нели, по повидување од нивна страна, нели, не е самостојно да се настапи, така што потрошувачите доколку утврдат дека некој прави ваква измама, доколку утврдат дека тоа трае со месеци уназад или неколку недели, бидејќи Black Friday е еден ден. Е сега трговците тоа го прават како акциска продажба. Акциската продажба сепак не е забраната, таа може да трае до еден месец, доколку трговецот тоа го наведе со акциска продажба. И називот на таа акциска продажба е Black Friday, во тој случај нели немаме простор за казнување бидејќи тоа трае еден месец. Но доколку трговецот не наведе акциска продажба, рекламира Black Friday недела, две, еден месец, тогаш потрошувачите може слободно да пријават во државен пазарен инспекторат кој што најави дека овој период ќе прави активни контроли. Да, гледавме снимки во моментов, но тоа е од Америка, далеко сме ние од такви големи попусти каде што нели драстично се намалени одредени производи од бела техника, генерално на тоа и се алудира и се купува, и гардероба најчесто. Така, што најчесто се купува, каде најчесто се жалбите на граѓаните, еве генерално? Да, генерално тоа се однесува повеќе за бела техника и технички производи, особено сега нели во Black Friday кога тие се најмногу намалени на каталозите. Потрошувачите во тој дел купуваат бидејќи тука се јавуваат и големи аномалии и недостатоци, односно се продаваат производи кои што се со фабрички недостаток, производи кои што трговецот не можел да ги продаде во текот на целата година и сега на Black Friday тие производи ги продава. Тие по дефолт треба да бидат на попуст ако биле изложени во салонот оштетени. Токму така, нели ако било експонат или ако се утврди дека таа серија има некаков дефект, и на тој начин трговецот прави измама, ги става на Black Friday по многу поевтина цена, потрошувачите се залажуваат, односно се доведуваат во заблуда дека овој производ е поевтин и некако имаме она импулсивно купување од нивна страна. Го гледаме на попуст, го купуваме, но не разбираме дека претходно да истражиме зошто тој производ е толку намален, нели, ако цела година е по повисока цена, а трговецот воопшто не го намалил, нели, кај нас праксата не е таква трговците да ни даваат 70% на производите, така да тоа се најчесто измамите со кои се очуваат потрошувачите, купуваат производ со недостаток од бела техника и технички апарат, и еве кај облеката истото може да се случи, да кажеме облека која што е аутлет и неколку години уназад не се продавала, сега се става на попуст, нели, таа облека пак е на некој начин
несоодветно да стекне, или ќе ја купите, ќе се искине постар модел. Значи, генерално, она што треба да биде по дефолт на попуст, се рекламира дека е на попуст на Black Friday. Да, токму така. Ништо од она што е нова колекција, кога станува збор за облека, ништо од она што е новитет во продавницата од техничките работи и така натаму, него сето тоа е стара роба. Да, можеме токму така. Генерално да заклучиме. Како да идентификуваат луѓето, како да им помогнеме, да речеме, во што да се заинтересираат, што да прочитаат, што да побараат од трговците, за да не влезат во таа измама, да не бидат измамени. Да, првично ве словите да не купуваат импулсивно, да спек го гледаме сега на попуст, одма да идеме да купиме, да се истражат во повеќе продавници. Сега дел од потрошувачите веќе знаат и претходно која била цената, да видат дали навистина е тој попуст сега, кои продавници, кој попуст го нудат понатаму кога купуваат производ од бела техника и технички апарати, особено сега, да не избрзуваат нели денес идат да го купат, да побараат гаранција, да побараат гарантен лист, да видат година на производство, бидејќи ако производот е произведен пред 4-5 години, они веќе го немаат она право на резервни делови кои што мора да го има, затоа да не купуваат стари производи, како што кажав, кои што сега во моментов најверојатно би биле на попуст, некои со производство од 2019-2020. Понатаму да бараат... Тоа посебно со гумите, периодот се менуваат гуми, да внимаваат на тоа. Да, баш така. Затоа што тука се случуваат навистина големи измени. Да, ете во тој аспект. Понатаму да внимаваат, нели кога купуваат вакви производи, да бараат да им биде вклучен, да им биде презентиран во продавницата, не да го купат, па понатаму да го донесат дома и после нели да се занимаваат со дел на сервисирање и гаранција. Кога купуваат исто облека или пак некој друг производ, секако да внимаваат дали тоа е оштетено, бидејќи како напоменам сега тоа многу се случува, ние од искуството од ланскиот период потрошувачите баш токму на тоа се жалја, нели идеме денес, купуваме на брзина импулсивно, не го гледаме производот и после со месеци ни треба да го сервисираме, да го вратиме или слично, така да од овој аспект најмногу не внимаваат. Исто така ќе напоменам дека сега онлайн измамите што веќе нели се стојат на социјалните мрежи се во поголем ек, бидејќи и тие идат на оној попуст 70% Black Friday и потрошувачите многу се залажуваат тука, импулсивно купуваат и на крај нели си ги трошат парите, не добиваат тоа што треба, така што ќе напоменам да се внимава многу и доколку имаат можност да го купат производот физички, да не го купуваат онлайн. Во тоа сакав да се надоврзам, кога сме кај онлайн шопингот, ние овде рековме да проверат убаво пред да купат, но во онлайн купувањето не можат физички да го проверат производот дали е оштетен, но тоа е нов тренд, нели? После короната посебно и кај нас имаме пораст на шопинг од дома, што викаме, нели, онлайн купување. Како таму да превенираме? Да, сега нели имаме разлика кога станува збор за легална продавница и нелегална продавница. Во однос на легалната продавница, кога ќе нарачаат онлайн, да се побараат обавезно при доставата, ако купуваат бела техника, технички производ, да им се достави фискална сметка или фактура, да им се достави гарантен лист кој што е заверен од страна на трговецот и да побараат при доставата производот да биде отворен, значи да не го примаат и да го потпишуваат без при тоа производот да се отвори, да се провери, тоа нели мора да го дозволат оние легалните трговци за разлика од нелегалните трговци кои што не дозволуваат отварање на производ, ви праќаат само преку карго. Тука, како што сме зборували претходно многу пати, нема заштита, потрошувачите сами треба да се свесни и да намалат со накупување од нелегални трговци, кои што не добиваат фискална сметка, не добиваат фактура и тука, без да оглед дали е Black Friday или не, тие се секогаш измамени, така што при купувањето онлайн од легални трговци има начини, тоа е начинот, значи барање на целокупна документација, дали ќе станува збор за бела техника, технички производ, барање на фискална сметка ако се купува облека, исто така да може да се провери и секако рокот од 14 дена кој што може да го вратат доколку се премислат при онлайн купувањето за тој производ. Кој што си постои. Имам уште минутка за да апелираме да почуваат нацепари од Black Friday, пошто понеделник, Cyber понеделник доаѓа. Таман мислите дека ќе се отарасите од попусти, еве го Cyber понеделник кој што во светот е после Black Friday, така? Да. Токму така Cyber Monday, или како што го викаат во Америка, тоа е наменет пред се за бела техника. Тоа е сега во понеделник, да, сега ако во понеделник, да. За бела техника и технички производи кај нас трговци за Cyber, да, Cyber Monday буквално за се и за облека и за работи што се за дома, би се кажало, го прават тој Cyber Monday. Исто ќе кажам и тоа го прават цел месец, лани беше позастапено, сега се уште некако не почнале со таа акција и трае и во декември. Така што и во тој аспект да внимаваат, бидејќи не е оној Cyber Monday кој што е во Америка за технички производи, кај нас е за се, да не се
се прелажуваат бидејќи најчесто нема попусти. Да, мислам ќе ставам исклучок дека можеби некои трговци ќе стават попуст, но тоа се многу мал процент од статистиката низ годиниве кои што изминува, така што нека не се прелажуваат и нека не купуваат импулсивно, гледајќи само еден наслов на Black Friday или Cyber Monday. Нека проверат и на AliExpress, Да, ја би рекол. баш така. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Задоволство ми беше, верувам и корисно за нашите гледачи.